Добро вечер на сите. Најпрво сакам да се заблагодарам за вашето присуство во волку голем број. Да ги поздравам сите другарки, другари, граѓани, поддржувачи, симпатизери тука во Расадник во Кисела вода. И од тука испраќаме силна порака дека СДСМ е подготвен за нова двојна победа на изборите кои што ни следуваат пред нас. Пред граѓаните има лесен избор. Тие имаат пред себе два концепти. Едниот е концепт посветен на демократија, посветен на поголеми плати, поголеми пензии, повеќе инвестиции, повеќе и подобро платени работни места, повеќе пари назад кај граѓаните, слобода, каде секој може да го каже своето мислење, едноставно концепт на Европска Македонија, концепт на европска прогресивна напредна држава. И вториот концепт е концепт на изолација, концепт на страф, насилство, концепт на држава во која работникот е неважен, продаван ни светот како ефтина работна сила, концепт на фрлени пари за споменици, жални врби, стиропор, кој ден денес го гледаме како се распаѓа по Скопје, концепт на криминал. Оваа разлика беше јасна и видлива, но минатата недела можевме низ конкретни примери да се подсетиме што значи ВМРО на власт и што значи режим. Што значи кога медиумите ќе се стават на страна на една политичка партија. Што значи кога вработени во МВР тепаат своји колеги само затоа што си ја извршувале својата работа. Што значи кога член на обезбедување на нивниот прв човек ги тепа своите колеги, а овие не смеат ни да пријават дека се тепани. 2 дена внатрешна контрола не смее да направи извештај таму. Тоа е најдобриот потсетник на 2006 година. Исто како што македонска телевизија и другите национални телевизии во најголем број веќе не потсетуваат како изгледа 2006 година, така и овие не потсетија. Ама една работа забораваат. СДСМ е прогресивна партија. СДСМ не е партија на капиталот. СДСМ е партија на трудот. СДСМ е левицата во оваа држава. СДСМ е центарот во оваа држава. СДСМ се синдикатите. СДСМ се работниците. СДСМ се граѓаните. СДСМ се пензионерите и студентите. Истите тие кои до 2016 година беа малтретирани, тепани по плоштадите, по библиотеките, сите тие се СДСМ. И не постои капитал, не постојат пари кои можат да ја победат таа волја за напредна и просперитетна држава која што само со нас може да ја имаат граѓаните. И затоа од тука сакам да им порачам. Џабе фатиле страна. Пак ке квицкаат по некои подруми кога ќе ги стегнат како Андреј Петров кога ги вадеше од А1 телевизија, тие кои сега пак се ставија во служба на тие кои што ги напикаа во подруми во 2010-2011 година. Ние 2 години работиме и обезбедуваме поголеми плати и пензии. Тие после 2 години имаат само блокади. 2 години блокираа, 2 години коча, на крај се изблокираа самите себе кога предложија министри и не ги гласаа. За неполни 3 недели кога што имаат министри во владата, го покажаа вистинското лице. И нема никаква промена. Веднаш гледаат граѓаните, изјави дека ќе било хорор, закани, тепачки по автобуси, истепан полицаец. Нема никаква разлика меѓу она ВМРО ДПМН на Никола Груевски и ова ВМРО на Христијан Мицковски. Тоа е иста матрица, исти техники, исти луѓе, исти структури, само што оние кои што тоа го спроведуваат се различни. Затоа никогаш повеќе режим и никогаш повеќе ВМРО. И изборот е јасен. СДСМ е тој кој нуди известна европска иднина со европски институции, со европска демократија. Секој да си го каже своето мислење. Никој да не стравува дека ќе биде нападнат заради тоа што кажува тоа што сака. СДСМ е тој кој нуди безбедност, стабилност, слобода и демократија.
Граѓаните ќе знаат да препознаат и да ја донесат вистинската одлука за нивниот животен стандард и за еднината на државата. Јас знам дека многу работи може и подобро да се направат или подобро да се завршат. Никој никогаш не бил совршен кога седел на било која одлучувачка позиција. И мора да се признаат и грешките. Но мора и да се покажат фактите дека за овие 7 години државата од заробена држава стана демократска држава, членка на НАТО, отпочна преговори со Европска унија и има економски резултати на сите полења подобри од она што го имавме со претходната влада. И затоа секогаш кажувам дека треба да сме горди на она што го направивме во изминатите години. Затоа што со напорна работа секогаш следуваат вистински резултати и не постои недостижна цел. И нашите економски резултати се факт. И затоа тие не ги коментираат. Факт е дека изборното ветување од 500 евра до 2024 година го надминавме. Просечна плата денеска во време на СДСМ изнесува 630 евра. Просечна плата во време на ДПМН изнесуваше 360 евра. Цели 270 евра повеќе во семејниот буџет. Да нема дилема. Платите ќе продолжат да растат со СДСМ. И тоа ќе го покаже и новата програма, каде многу јасно ќе биде покажано како во наредните 4 години ќе расне и просечната и минималната плата. И факт е дека и минималната плата во време на СДСМ е далеку поголема од тоа што беше до 2016 година. Во време на ДПМН изнесуваше 8.000 денари, за да денес имаме зголемена на 23.000 денари, за 120% поголема минимална плата. Затоа што застанавме на страната на работниците, на синдикатите и системски го решивме ова прашање заедно со нив. Еднаш за секогаш. Да не зависи ниту од избори, ниту од нечија политичка волја. И факт е дека порасна и просечната пензија. И тоа за 6.400 денари во споредба со 2016. Минималната пензија денес е речиси 50% поголема од тоа време. Пензионерите добиваат во просек над 100 евра повеќе од тоа што добивале претходно. И пензиите со СДСМ ќе продолжат да растат, а не како во времето на ВМРО само пред избори по 500 или 600 денари. И единствено што правеа дополнително, ги праќаа 70 годишни пензионери со бесплатни ски карти да скијаат на планините. И факт е дека СДСМ обезбеди рекордна финансиска помош за македонските претпријатија. Над 100 милиони евра поддржаа 919 компании. Во времето на ВМРО 0 денари се издвојуваше за поддршка на домашните компании. Единствено беа поддржувани странските компании, каде што земјата беше рекламирана како дестинација за ефтина работна сила. И факт е дека и со зголемени плати, и со зголемена минимална плата, и со зголемени инвестиции кај нашите компании, невработеноста од 25% во 2016 година ја намаливме на 12,8% во 2023 година. Тоа е историски најмало ниво на невработеност во државата. И не мора никој да не фали. Јас ги гледам луѓето кога одат на работа, ги гледаме и билбордите дека се бара работник повеќе. Тоа е затоа што најголемиот дел од нашите сограѓани веќе се вработени. И колку сакаат нивните мегафони преку капитал интензивните телевизии да тоа го негираат, не може да го негираат. Затоа што граѓаните највеќе сведочат за тоа. Во времето на ДПМН немаше ниту една мерка за поврат на парите кај граѓаните. 0 денари. А факт е дека СДСМ за само 3 години врати над 2,6 милиарди евра кај граѓаните. И тоа преку неколку пакети на антикризни мерки. Со антикризните мерки ги поддржавме граѓаните, компаниите, институциите, ликвидноста на стопанството. Прво со 760 милиони евра и последно со 662 милиони евра. И тоа за пензионерите, за самохраните родители, за ранливите категории на граѓани, студенти, средношколци, домаќинствата со ниски приходи, сите домаќинства со субвенционирана цена на електрична енергија.
И исто така непобитен е фактот дека успешно се справивме со енергетската криза и никој не беше оставен сам. Ги стабилизиравме и ги намаливме цените на производите, на горивата, на струјата, ја субвенционираме и до 90% за над 660.000 наши семејства. Во мојот мандат почна и енергетската транзиција на државата. Денес имаме над 600 мегавати само за 2 години инсталирани обновливи извори на енергија, а до 2016 имаше само 16 мегавати инсталиран капацитет. Ова денес за 2 години што е направено е капацитет поголем од вкупниот капацитет на РЕК Битола. Без антикризните мерки, многу граѓани ќе беа оставени на работ на сиромаштијата и сериозни економски проблеми ќе имаа. Тоа не го дозволивме. Гледаме низ Европа многу посилни економии се соочуваат со поголеми проблеми. Ги гледате сите штрајковите во земјоделството во Германија. Хрватските земјоделци, француските земјоделци, кај нас нема. Затоа што историски највисоко е нивото на субвенции. Сега вистинските земјоделци добиваат субвенции. Сега субвенциите се исплаќаат авансно, 30% веќе е исплатено на земјоделците. Најголеми се откупните цени и на тутунот, и на грозјето, и станавме најголем извозник на вино во регионот, со вистински земјоделски политики кои се на исто ниво со европските политики. Искористеноста на ИПАРД фондовите е на 100% и затоа додерени си дополнителни финансиски средства. И затоа ќе продолжиме и ќе предложиме со нови мерки за помош, со нови економски мерки во програмата 2024-2028 година. Во новата програма, која што наскоро ќе објавиме, ќе имаме нови мерки за уште поголеми плати, за уште поголеми пензии, за поголема поддршка за граѓаните, за работниците и уште повеќе инвестиции и нови работни места подобро платени. А во ДПМН гледаме дека нема никаква промена. Едно исто, тоа е истата партија во која не се променило ништо ниту милиметар. Нема програма, нема политичка понуда, нема идеја, нема став. Не знаат за што се залагаат. Само се нешто против. Светски феномен се во немање на став. Тоа отсуство на став, на политика го видовме и во последните неколку години. За ниту едно прашање. ДПМН немаше став во државата. Само нешто кочаа и само нешто блокираа. А тоа го гледаме и деновиве. Се заплеткаа самите и не знаат што да прават со себе, а не со државата. Ги гледаме нивните градоначалници. За 2 години ниту еден проект не реализираа. Гледаме каков хаос се случува во Скопје. Не само што нема капитални инвестиции, не само што нема проекти, не само што нема развој, нема елементарен градски превоз во градот. Јас често одам во Кисела Вода. Вие имате во јавноста можеби најактивен градоначалник. Тој има цел ден на Facebook постови. Она што го видов единствено е дека работи и во сабота, ама не видов ништо сработено во Кисела Вода. Истите дупки по улиците, истата неискосена трева, истите неисчистени улици, истите преполни контейнери. А работи и во сабота. Ама не е работа да седиш во канцеларија цел ден. Не е работа да подпишуваш листови. Работа е да излезеш и да сработиш. Тие ветуваа дека ќе работат во цело Скопје. Ветуваа дека ќе сме добиеле мајка на градот. Делеа флаери, за да на крај се откажат и вика не е наша. Е чие бе ако не е нивна? Па не делев ја по расадник флаери. Тука доаѓа цело раководство на ВМРО ве убедуваа дека еве ова е најдобриот градоначалник. За да на крај не била нивна. Па дури им текна била наша. И како бе наша, ние честитавме победа. Им честитавме пред веќе 2,5 години, еве, веќе 2025 година ќе имаме избори за градоначалници. И тогаш ќе си го вратиме Скопје. Тогаш ќе си ја вратиме и Кисела Вода. Тогаш ќе го вратиме и аеродром. Затоа што знае Скопје како треба да биде една метропола. И на крај, они се бореле против бетонизација. Гледайте во Ѓорче Петров. Ѓорче Петров
Малку било 15 спрата, 20 спрата требало да биде. Па не една зграда, не две, три згради, и за да биде комплет се, две хемиски фабрики помеѓу згради. Ама кај е проблемот? Утре заседава Советот на Карпош. Затоа што цел отпад од тие хемиски фабрики треба во Карпош да иде. А Карпоша ни никој не ги прашал. Скопје не одлучувало. Се случувало во Ѓорче Петров. И кои се таму газдите да видиме? Нели они биле фините? Ајде да видиме што е тоа таму. Што не искочи некој да каже. Нели све критикуваа? Не можело згради у Влае, не можело згради у Центар, зелен хуман град, па не можело ваму, не можело таму и чутат сите за Ѓорче Петров. И како бе така чутат? Левица, борците за правда, знаете кај биле на Совет кога се одлучувало? Дома. Дома биле? Дома останале. Овие што биле против. Затоа ви кажувам, тоа се едни најобични популисти. Едни лажови од светски калибар, кои што за пари не 20 катници, 200 катници ќе стават. И затоа едноставен е, како што кажа, изборот на граѓаните. Или држава со европски стандарди, или држава во изолација со контролирани медиуми, на кои што ќе гледате само тоа што ви сервираат од штабот на ДПМН. Денес гледам со Марко, председателот на Младина, со студенти имавме прекрасен настан. Изборувавме за студентски оброк. 140 денари студентски оброк за секој студент, за 28.000 студенти на ден, 50 евра на месец. И гледам една национална телевизија, прави анкета, вика ова ништо не е добро. Пази, национална телевизија. Ова не било добро. А што било добро? Нула да биде. Тоа ви е кога медиумите ќе се стават во функција на една политичка партија. И после ќе се освестат и касно е. И кај ќе трчаат? Во СДСМ. Зашто? За да им ја врати демократијата. А они самите се продале. Они уште сега се продаваат. Пошто вика биткоин се купува кој е најефтин. И затоа сега таму се трнати. И ова морав да го кажам. Па утре нека се љутат, ќе пушти ЗНМ, ќе му се јават да се извиниме, ќе се извиниме. Ама да ги подсетиме што е 2006 година. Да не биде после не знаеле. И мнозинството граѓани сакаат држава која ќе биде членка на Европска унија. Сакаат младите да живеат во државата. Сакаат сигурност за сегашните и за идните генерации. И сакаат известност во однос на политиките кои ќе ги има оваа држава. Затоа сакам да посочам уште еден факт. По 17 години чекање, ние, СДСМ, владата предводена од нас, отпочнавме преговори со Европската унија. Членството во ЕУ значи економски просперитет. Тоа не е членство заради членство. Значи повеќе инвестиции, значи подобро платени работни места, подобро здравство, подобро образование, поголеми можности за мобилност, поголеми плати, поголеми пензии, значи поголемо и подобро владење на правото и далеку поефикасна борба со корупцијата, поефикасни државни институции. СДСМ ја оствари и стратешка за цел за членство во НАТО. Во време на глобални тензии и воени конфликти, членството во НАТО е гарант за нашата стабилност и безбедност. А со ВМРО ДПМН немавме ниту НАТО, немавме ниту европска иднина. Единствено што имавме беше пречек на хунзи од Пакистан, кои што ни ги представуваа како браќа. Значи на аеродром, на 50 степени, наредиле јавна администрација, ги облекле во некаква си облека од античко време и коментаторот на македонска телевизија вика, види го овој како личи, вика на Александар Македонски. Тој е еден, мислам, секоја чест на човекот, глумец ли бил, шо ли бил, го донесува тука. Ѓорѓи Иванов ќе им прави замок у Паљурци. Ве гледаш се чудиш. Државна телевизија пренесува, пренос прави. И затоа треба да ги подсетиме. Пак ќе гледаат некои нови хунзи, пак ќе гледаат некој нов субрата рој граѓаните. И пак ќе се чудат што направиле. Тоа е јасна дистинкција помеѓу два политички блока. Прекинот или застојот во преговорите значи прекин и застој на економскиот раст. Раст на плати, раст на пензии и животниот стандард.
И тоа го гледавме 11 години. 11 години најниски минимални плати, најниски пензии и само гол популизам. И на овој народ, на оваа држава не му треба нова декада губење. Не му треба нова изолација и не му треба враќање назад. Имаме историшка шанса да продолжиме по европскиот пат за полноправно членство до 2030 во Европската Унија. И ова ќе биде пресудна година за остварување на државничката цел. Не судбоносна. Ја не користам такви изрази, но ќе биде пресудна. Бидејќи сега ќе зависи дали ќе продолжиме или пак ќе заглавиме во изолација. А јас ви ветувам дека и 2024 година ќе биде успешна, и 2028 година ќе ги завршиме преговорите, и до 2030 година ќе се ратификува нашето членство во Европската Унија. И драги мои пријатели, другари, другарки, заклучокот од сето ова, што вечерва го говорев, е многу едноставен. СДСМ ги исполнува своите ветувања. СДСМ има резултати со кои може да се гордее и се зависи од СДСМ кога зборуваме за напредок, кога зборуваме за европска иднина, кога зборуваме за повисок животен стандард. Тие факти, тие успеси се реалноста и затоа ние самите мора да подсетиме на нив, да дадеме важност на успешните политики, на одлуките, на успесите и да ги запознаеме сите, секој дом, секој граѓанин, секој наш познаник со нив. Јас ви кажав, има разлика помеѓу левицата и десницата, помеѓу прогресивните и помеѓу конзервативните. Тие се капитал интензивни. Купишта фирми кај нив се редат по штабот. Ние сме трудоинтензивни и затоа треба да трнеме во кампања. Од дом во дом, од сосед до сосед, од сограѓанин до сограѓанин, од институција до институција, од организација до организација, од невладина до невладина. И да им кажеме што направивме за државата, за нејзината демократизација, напредок, усовршување во овие 7 години. И да ги подсетиме што може да се случи повторно што го гледавме 11 години. И затоа ве повикувам сите, ама сите, да ја раскажеме приказната за Европска Македонија на нашите граѓани. Да ја раскажеме приказната за држава која оди напред. Да ја раскажеме приказната за луѓе, граѓани со крената глава, без разлика на нивната етничка, верска или било каква прикладност. Да ја раскажеме приказната за држава во која секој може да го искаже своето мислење, секој да може да протестира, а никој да не го брка од плоштад. Држава во која во библиотека се чита, а не се јаде ќутек. Држава во која полицајците извршуваат својата работа без некој да ги тепа, и држава во која се цени трудот и на работниците, и минатиот труд на пензионерите, и има и за студентите, и за професорите. И затоа ве повикувам заедно со СДСМ, со сите наши коалициони партнери, да трнеме во кампања и на 24 април и на 8 мај да извојуваме една голема победа и за претседателскиот кандидат на СДСМ, и за пратеничката листа од СДСМ, и да ја формираме новата проевропска влада на 9 мај, денот на победата над фашизмот. Ви благодарам.